Добро вечер. Во продолжение следуваат минути за културата. Како во светската, така и во македонската современа уметност, жената останува постојана и неисцрпна инспирација. И мотив преку кој уметничките дела стануваат визуелни сведоштва за животот и духот на времето. На изложбата «Жената во македонското сликарство» е поставена во Музеот на Македонија на авторите Татјана Канчевска-Смичковска и Горан Павловски. Изложбата ќе биде отворена 1 месец. Вечерва во Музеј на Македонија се отвара изложбата «Жената во македонското сликарство». Ќе биде отворена месец дена. Во нејзе се представени еминентни наши сликари кои имаат мотив жена на нивните уметнички дела. Застапени се Никола Мартиновски, Лазар Личеновски, Кондовски, Барутовски и така натаму. Се надевам дека ќе биде посетена изложбата. Би сакала да ги поканам сите луѓе да дојдат да ја видат нашата изложба. На изложбата има 20 дела. Тие се од 20-тиот век, од почетокот на 20-тиот век до средината на 20-тиот век се создадени. Изложбата има големо значење, се надевам дека ќе побуди интерес кај публиката. Делата се одбрани така што ја отсликуваат жената и епохата во која што живеела и сиот оној домен што се однесува на женски активности. Моментот го сакавме да биде од етнолошки аспект да биде фокусот на жената и на нејзината трансформација, и еволутивна, и индивидуална, па и биолошка, затоа што во една е представена како жена мома, девојка, дева, разиграна, а во друга е веќе жена зрела, возрастна или родилка, односно веќе во друг стадиум статус преминала, во созрејана, да речеме, полна доба, а во друга е представена како, да речеме, мудра жена, баба, веќе возрастна во залез на години. Таа сета, можеби, низ годините здобиена мудрост, низ нивните ликови се насетува, можеби, низ нивните црти на лицето. Ракописот Кривата Дијана, роман за верижната вина на Фросина Пармаковска, е добитник на наградата Пегас за најдобар необјавен роман во 2025 година. Романот Кривата Дијана е добитник на наградата Пегас, тоа е награда за необјавен роман, така што се уште не е излезен романот, неговото објавување се очекува наскоро. Всушност на почетокот на месец декември е свеченото доделување на наградата, до тогаш ќе биде излезен романот. Романот се вика Кривата Дијана со поднаслов Роман за верижната вина и токму тоа е и темата на романот. Вината како личен и како колективен процес, состојба, траумата, личната, но и колективната траума, тоа се централните теми на кои што се фокусирав овој пат и секако начините како сето тоа се помине, да се научи нешто, да се помине тој циклус и да се стане подобар. Целиот разговор со авторката Пармаковска ќе може да го проследите во понеделник во нашата утринска програма, а ние продолжуваме со вестите. Во Музеот на македонската борба во рамки на фестивалот Златна лира, концерт одржи трио анимато. Во состав Светлана Димитриевска на пијано, Даниела Неделковска на флејта, Симона Морочковска Манојловска исто така на флејта. Пресрекни сме што по 19 пат фестивалот Златна лира се одржува во овој прекрасен простор во Музеот на македонската борба. На ова издание ќе се представат навистина прекрасни музичари. Отварањето беше веќе на 15-ти со мецо-сопранот Александра Коцевска и пијанистот Глигор Гелебешев. Веќе на 16-ти настапи колегата Страшо Темков, флејта, со Елена Атанасовска на пијано. Потоа имаме застапено 2 трија, веќе на 18-ти настапија триото Академико
од Факултетот за музичка уметност во Штип, наши колеги, тоа се Бранко Павловски на кларинет, Наташа Трбоевиќ на пијано и Златка Митева на флейта. Значи вечерва ќе можеме да го проследиме исто концертот на трио Анимато. Тоа е Светлана Димитриевска, Даниела Неделковска и Симона Манойловска. Вечерва 20 октомври 2025 година од 20 часот во рамките на фестивалот Златна лира во организација на Сојузот на музички уметници на Македонија ќе настапиме ние како трио Анимато, Светлана Димитриевска, тоа сум јас пијано, Даниела Неделковска флейта и Симона Марушковска Манойловска исто флейта. Имаше доста камерни сустави оваа година на овој фестивал Златна лира. Ќе има свечено затварање на 30 октомври. Фестивалот трае од 15 до 30 октомври, влезот е слободен. Оваа година за нашето трио Анимато, навистина беше богата исполнета со многу настапи. И со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.